поздравот за новото видео. Сега одиме на каде? Сараево. Во хотел ќе одиме денеска. Да бидеме близу чаршијата и ќе паркираме комбето. И ќе бидејќи камповите се многу далеку. Сега бевме оправдани, сега купиме нешто топка. Не можам многу да покажам сега зашто врзан сум. Значи бевме во супермаркет, купивме топка за Марк, купивме јадење. Прво ставање дизел во Босна. 224 марки е тука. Тоа е евро и 12 не му доаѓа. Поевтино од кај нас малку. Колку е тоа? 67, мислам денари. Поевтино. Ќе ставиме и пред одиме за Хрватска. Ако можеме некој буренце ќе земе. Ще саат типол, односно 80 км до Сараево, до нашиот хотел. А иначе во момент го пијам најгрозното кафе у мојот живот. А Франкфурт добро е тоа? Многу е добро. Што едеш? Хот-дог. Хот-дог. Многу споро се вози да ви кажам. Значи патов е цел кривини 40-56. Цела Босна е така, со многу шума и многу такви патека, со многу кривини. Цела Босна е така. Прва патарина во Босна и Херцеговина за кампер класа 3. Еве, картичката и сега почнуваме да возиме, да видиме колку ќе не чарджне. На крај, 20 км од Сараево имаме да платиме 11 марки, 5,5 евра. Фала пуно, чао. Не е многу. Стари искршени автобуси. Многу се јаки трамваите, многу интересни. Стари, кузна угодени се, ама такви имаат карактер. Комунистички блок. Бум! Иначе за тие што не знаат, Сараево е посебен кантон. Стигнавме кај хотелот, само да паркираме и да видиме собата. Комбенце ќе спие тука, ние ќе спиеме во соба денеска. Хотел Вамос. Верувам дека е убава. Добар ден. Е тука имаме доручек. Супер, имаме Чисто. еден голем, еден помал, мириса на чисто, голем туш, пешкири, све има, папучки. Happy? Да. Ајде се спремиме сега и одиме да јадеме кебапчиња. Кубуч. Одиме одма на кебапчиња и ние тргнавме кај некој си Желјо, таму ни го кажа на Инстаграм, но тука ќе му викаат босанциве Ферхатовиќ, идеме код Ферхатовиќ. Викаат дека не е добро. Дојдовме у Ферхатовиќ, видите го место, салата ќе јадеме обавезно шопска. Шопска, кајмак ни треба, лепче, чевапчичи, стигнаа луѓе кебапчињата, види како се улепиња. Душичка. Многу се добро. Се смејам, колку е разочаран дадо. Пекав да дам тука да правам кебапчиња. Ништо не го победува Скопје, да ви кажам само. Мислам дека поише зачини стават во Македонија. Тука има вкус само на месо, уште ќе пробаме. Не се откажуваме. Гледајте овој нутела баклава. Дубај баклава. Не поминавме ни 10 метра, застанавме да рачаме нешто. Кафа, за мене чај, баклава со нутела. Да. Ти? Чај. Сладост. Ова е за баклава. И кафе ќе дојде сега. Ја ќе пијам чај. Фала. Уживај. Локум, кавенце. Ова стварно како што треба биде. Вакво јас не можам да направам дома. Не сум ни видел вакво нешто, да ти кажам. За ова седнав. Да. Јас не сум многу мераклија за баклава, ама со нутела све може. Јас сум за фстак само баклава. Тоа е за мене правата баклава. И орев, дамна не сум начекал добра баклава со оревче. И? Може со нутела. Што најде Марк? Пикачу е. Пикачу. Чиз. Ја го сакам ова мала. Аладин. Ја го сакам мала. Ова. Да, Аладин. Од Аладин. Ова што е? Што се вир? Каптен. Пенкаца, направена од куршумли. Ова се случува после чај. Ова тука се вика бакарнулица, значи дека буквално многу од работите се рачно изработени, се уште има стари мајстори кои на лице место изработуваат. Айскрем! Small. Mama did the Benjamin did the money no did the small free, okay? Okay, pro I taste yum.
big ice cream. Voila. Voila. Bye bye. Ai, Zemi. Olé! Ah, doji. Marco, okay. Doji. Voila. Oh, no. Yes. Voila. Bravo! Взема сладоладот? На крај ти даде, а? Добре. Локум is the best. Локум is the best. Мислам дека сладоледот. Све е најдобро. Све само да биде благо. Пиеме чајче, завршивме во чаршија. Марке Стрекен доби покебол. И уште една јам. Една од најаките. Сега правно од спијање, чај мој, кафе на тато. Еве ни го доручекот. Имаме и нешто благо, варени јајца, сокчиња, млеко, суџук, ајвар, маслинки, кисело млеко, салата, паштета, путер, што поише ни треба. Добро утро од мене. Денеска најверојатно одиме према Мостар. I don't think you can turn here. Разбира, денес сонце, но сепак има облаци, така да мислам дека повторно ќе биде нешто зафркнато. Еве луѓе, доаѓаме до Латинскиот мост, каде што го тепале Франц Фердинанд и почнала првата светска војна. Луѓе, Сараево е полно туристи, значи полно, врие. Одиме во тунел Спаса. Тунелите кај аеродромот што биле изградени во времето на војната, тоа го спасило населението на Сараево. Стигнавме овие тунели Спаса, имате огромен паркинг за бусеви. Овдека чини 5 марки да паркираш, колку сакаш седи. Еве го луѓе местото, тунел Спаса, куќа Колара, Tunnel of Hope. 10 евра е влезни за да знаете само. За Марк колку? Бесплатно. За тебе? Ајде, ставај. Ju, check now sad. Check now sad, bro. Let's go. Ајде. Ова е баш долго да ви кажам. Цело време треба да идеш наведнат со главата. Еднаш века се пукнав у стубови горе. Искрено мислам дека ова не заслужува 22 евра за паркингот, но доколку дел од тие пари одат за деца на жртвите од војната, тогаш окей. Кој си? Многу се убави местава и исхрана. Што е ово? Све. Се приближуваме до бункерот на Тито, покрај река Варда има рафтинг да прави. Затворен. До 12 сат. Тоа е. После ова разочарување од Конјич движиме Гатко град на Неретва. Која дупка. Уј, што збориш бе? Кампери тука има. Еве сме паркирани до французи, холандјани. Да видиме што има за јадење. Ајде да ви покажам босански фричидер сега. Легенди. Пастрнка, исто. Има ти риба, тазе пастрнка, тука плива ја видовте, таа кошта 5 марки, така? 5 евра. Извини, тоа е 10 марки. Ајде, бачко. 3 риби ни треба, значи фати поголеми. Полека, не ги тепај. Еде, кремај. Ајде, ти избега. Уште еднаш. Една. Не избега пак. Чекај, јас јас. Таа, таму најголемата. Ајде, чекам, дојди. Хајде, Марки. Абе, ќе останеме гладни, побрзај бе, човек. Ете, крај! Оп! Тоа бе, мајсторе! Фатив!
Тоа легендо! Уште две. Опа, па и тоа треба. Парче, да пукне. Ајде уште две. Чекај јас. Ајде, кревај. Ајде, мајсторе. Ајде, добро парче. Голема. Голема бе, бачко. Ова е тешко да се криема. Една. Ајде, ја ќе ти кажам кога. Добро. Тоа! Абе, две пати одеднаш бе, човек, две. Бе, кој ги јаде волку многу бе, ќе ги носим во Македонија? Тоа, мајсторе, тоа! Жичко Мија си ја спрема на лице место тука. Так. Он е уловио. Ајде да ги соберам тимот, да земеме топка, со Маркче да играме, да чекаме рипче да ни направат. Тоа е животот. Таму се паркиравме и тука ќе ручаме пастромки. Вие ти ги фати? Да. Ама не сите 4. Имаме лепче, гравче, зелка салата и направив морков салата со соја сос, мед и лимон. Кој ќе гледа ова? Јас. Што правите? Лего. Лего. Освај. Лего готово. До сега игравте Лего, сега цртате покемони, така? Да, ја уште го цртам мој. Леја луѓе патов од Кохинг, така се викаше, до Мостар, е лудило колку е убав. Сега уште малце стигаме во Мостар, повторно ќе бидеме во хотел, зашто има еден камп и е 40 евра од вечер. Има еден надвор од Мостар, е 35 евра. Ние земавме хотелчето е 50 евра со паркинг. Цел град е со хотели и апартмани, Airbnb. Гледај тука, Хавана, паркинг. Гледај паркирање. До линија, ова е нашата вила Арт. Одма сме на булеварот главен. Малце беше интересно за влагање овдека. Многу фраерски урикверт на булевар. Но балканци сме или што сме? Ајде да видиме сад собата. Топ. Сопчето, има телевизор, цела кујна, чисто сјае. Брачен кревет, лики од Мостар и уште еден кревет. 44 евра сме платили за ова. Од другата страна на вилата има мал премин, значи од тука одиме по овој премин. Според тоа што ни го кажа, ние сме одма кај стариот град. Марко, ајде бе, ќе сликаш цел град, имаш за сликање. Ружите набавно. Здраво од Мостар, идеме да видиме стариот град, стариот дел и да најдеме добри кебапчиња, ќе ги дадеме уште една шанса. Evo ga 10 ćevapa, evo ga 10 ćevapa i evo ga za legendu 10 ćevapa. Izvoli pile moje drago. Мала пуно. Стварно пишува легенда. Луѓе, кебапи од Тима и Маса топови. Значи топол вид. Ова е лудило. Како во Македонија исто. После кебапчињава, сите сме да бараме баклава да не крене малце. Се лизга, Марк? Дај рак. Не. Кога шетате во Мостар, обавезно со патики. Нешто удобни и нешто што не се лизга. Ми се јаде баклава. Замисли што се случува тука во сезон. Але многу интересно. Многу. Забраниле коли, мотори, сегде, тоа што треба Охрид да го направи, облигани и таму точно. кажете има тие властите ваши, затворете го стариот дел. Делумно. Најдовме баклава. Јас сум многу меракни на баклава и такви работи. Она не. Не, дајте ми торти, такви работи. Тие ги сакам. Со пандишпан, кремче и со многу чоколадце, такви работи сакам. Еве ова за тебе, Марк. Како е локума? Многу е добро. Благо е, само ништо нема таму. Оу, на здравје на сите. За 10 денари, тоест 14 одиме на едрење во Грчка и рековме дека сега маце ќе бидеме у форма, ќе се држиме појако. Изгледаме добро на слики, нели нормално, но додавме тука во Босна и се решивме кебапчиња, баклави, ти реков ми рече, пепел прајање. Видете колку е убав. Ке поминеме мостот. Ей, good job, Mark. На Лизгавиот мост повторно. Исто место, уште спие. После, не знам, 4 сати помина, уште во истото место, уште спие кушето.
во лабиринт, имавме вечера, пица, скара, винце. Тука го има најдобриот конобар, да знаете, по цел Мостар. Први не знам дека тука дека ме слушам, а го видам после до мене. Да дојде тука да го барате него. Идеме сега да спиеме. Чао. Чао. Добро утро на сите. Сега го напуштаме Мостар. Искрено многу убав градче. Сега возиме на кај Кравице, мислам дека се вика, водопади. Може да кажеме Додо. Купивме авионски карти Хаваеле денеска за 700 евро до Тајланд. Многу сме срекни. Декември и јануар ќе бидеме во Тајланд. Не знаеме уште каде. Ќе слетуваме во Банкок. Јас и Марк, затоа што имаме унгарски пасош, не треба виза. 3 месеци може да седиме. Дадо ќе земе виза, електронска виза, некоја сега има ново. Тоа мислам дека 60 дена ќе може да седи. Од Скопје до Истанбул. Истанбул има 3 сати чекање само. Истанбул, Банкок и крај. Само што стигнавме на паркингот Кравице, за да стигнеме до нашиот камп, бидејќи сакаме камп да престојуваме тука, треба да поминеме од овде и да купиме карта. Ајде да видиме сега колку пари е карта и да шириме некај кампот. Да знаете, има и банкомат овдека. Тоа е многу добро. Многу ретко да немам банкомат негде на рандом место во Босна. Па мора да дадам пари сега страна еден град. И него карта ви е 20 за возрастни, 10 за деча. Извинете, за Марк не се плаќало. Така да само 40, 20 евра. Еве го патот до кампот. Стигнавме, еве ни го местото, сонце онака нема, одма до река, време за уживање малце. Натре ги пржам кобасиците, затоа што Марк сакаше денеска хот-дог. Ова му е омиленото јадење. Дадо игра со 4 деца, со 2 топки. Фамилијата е у кревет, а јас ќе одам да видам како е осветлен водопадот, за да направам некоја фотографија да имаме, за ви исто така да видите. Дојдам многу кампери, значи не е сезона, а веќе тука има 10 кампери. А едниот кампер, сега што игравме фудбал со детето, е пожарникарна кола. Не можам сега да ви ја снимам, тоа што имат и шатор надвор, тоа што има шатор воопшто. Не е во Македонија, не знам дали може да земе, зашто они на пример ќе купат пожарните ново возило или амбулантите ново возило и го возат, не знам до колку километража има такво, после ги продаваат, мора да ги дадат, мора од ново да го пробаат на одредена километража. И ги зимаат и ги прават кампери, биќе се многу добри. А кај нас обратно купуваат на старо и ги возат дека не се распаднат. А не се осветлени, да ви кажам. Има онака надвор светла. Ја мислам дека нешто има инсталирано околу нив или позади да се онака жолто како, например, Нијагара. Моментално сме во градот Почители. Колку деца има што е денес. Овдека е ова, да знаете само. Паркинг, 10 марки се плаќа овде. 2 сата паркинг имате за 10 марки за 5 евра. И сега треба да се качуваме онде. Полно е деца. Спремен си ти? Или уве се појаки од тебе укачување? Спремен сум. Марк нема гајле. Сите кругови направени од камени плочки. Се изга? Бога ми. Богати. Богати. Ова е најгорниот дел. Леле колку сме високо, гледајте. Значи, луѓе, Почител е место, селце кое е ставено во иста група на културно-национално богатство како Охрид, Мостар, Гирокастер и Сафранболу, што е во Турција. Местово има најдена
историја околу 1400 година, но се верува дека и пред тоа, во време на првиот босански крал Твртко. Местово е оградено, односно е поставена тврдина околу него со помош на Дубровник, папата, се разбира кралот Матијас од Унгарија. Дури времево било еднаш и дом на унгарски гарнизон, но со неколку напади на османлиите конечно било освоено, бидејќи местово е страшно стратешко лоцирано одма на левата страна на реката Неретва. Што е жално што во босанската војна било тешко бомбардирано и огромен дел од исламска уметност скрос исчезната. Доколку не сте биле, а доаѓате во Босна, немојте само Сараево, Мостар и Кравици. Обавезно, почители. Тука има јазмин, каков мирис има. За жал не можам да ви покажам. Преубав. Си најдовме едно место да пиеме чајче. Бегам од каде што се пуши. Оценка за место? 10. Супер, Исто многу ја. интересно. Знаеш дека е во иста група со Сафранболу, Гирокастра и Охрид. Гирокастра не памтам кај. Не си била? Гирокастра во Банија сте биле? Пред 2 години бевме со камперот во Шафранбол. Тоа беше многу интересно. И овдека интересно, само малце ми фали продавнички такви работи. Да, многу е останено онака на милост и немилост, но сепак е чисто како цела Босна, а за Сафранболу може да гледате во некои од претходните видеа во Турција кога сме. Гледајте ги овие планините, уште има снегче горе. Стигнавме во национален парк Сутјеска. Кај си бе ти? Абе, каде си ти? Кај си? На српски ли збориш? На кој јазик? 20 евра се плаќа овдека. Тоа се интернет, тие сите ствари што ти требаат. Имаш кабини и има ресторан. Околинава е лудило, така што видовте, но време не ни се погоди и е ладно. Да јадеме, па ќе видиме што ќе правиме. Многу сакам кога нарачувам храна овдека. Имаш опција мешана скара. И ова што го гледа тука чини 12,5 евра. Стекче, 2-3 кебапа, плескавица, бежнич, а видете о нашиот Да Винчи. Добро утро, вчера спиевме в Сутјеска, национален парк, времето беше многу лошо. Решивме дека ќе идеме према Црна Гора, мислам дека сат возење имаме и таму што ќе правиме? Ќе го возиме Дурмитор прстенот и ќе продолжиме на кај Скопје, бидејќи веќе сме тенки со време и тоа немаме ништо планирано за тука и времето не е катастрофа, така да не ќе ме натрошиме пари и денови за нешто да седиме у комбе само, ние сакаме да истражуваме. Шета. Може да поминеме. Си вика овие луди туристи, шо мајка бараат тука. Стигнавме на граница. Еве гледате, диско е овдека, но патов е хаос. Значи возиме сега време 15 км што се вика. Гледате оваа граница што е континери од време на војната. Ама тесно е. Ја, Тара. Кај сме сега? Валјда у Црна Гора влагаме. Вајда. Патов изгледа лудило. Црна Гора, одиме на кај Жабљак. И тука мора да свирите по пат, но што не знаете која будала ќе ви налета од другата страна. Кај дојде автобусов, не знам само луѓе. Ова е невидено нешто. Едва и ние се разминуваме овој со автобус. А на Балкан све може. На Балканов се може, значи. А јас се гичкам семки. Ептен Балканец. Значи немој да ве носи пат да возите у Црна Гора од Печ, Беране, па нагоре. Значи патот го прават, не знам колку километри е вака сега. Ако имав кабел во бубрек, сега немам. Се мрднав. Види бе. Ужас, ужас. Еве сме Печ, Краљево, Нови Пазар, Рожаје. Таму изгледа има асфалт. Возиме на кај Печ, оваа шума овдека што ја гледате, снегови на сите страни. Сега малку се качи температура, сега е 2 степена. Ова мај ли е, јануар ли е? Дали го гледате што се случува овдека? 0 степена, луѓе. Поладно е од кога бевме зимовска на Доломитите. Ненормално е ве, човече, замрзнато.
Затварам зашто е кочан. Пушти вебасто да грее, ајде. Поминавме Црногорска и полицајецот ни покажува видео како врне снег 3 минути пред да стигнеме ние. Видете ова. Според мапава кажува дека само што ја поминавме границата. Ни граница ни бутов. Црногорската горе, Косовскава појма немам кај. Барем нема снег. Поминавме Косовска граница, прв пат гледам гранични премини оддалечени 15 км еден од друг, искрено да ви кажам. Еве сме на Косово, Македонија граница. 10:52, Марк спие. Мислам дека време да го исклучиме ова видео. Благодариме што гледате.